Добар ден, Ката. Добар ден, Кики. Како си? Супер. Јас сум Криси, драго ми е. Јас сум Катерина Бојковска. Добра ли си ми? Супер. Супер си? Супер. Очекувам да дојдете. Ева сме. Сега дојде терминот да ве снимиме и да ви ја вратиме надежта. Така. Да верувате во добрите луѓе, да верувате во хуманоста нивна. Верувам, јас. Ке ми го покажеш ли твојот скромен дом? Може. Ајде. Повели. Ајде, оди пред мене. Ти благодарам. Ката, ова е твое папчиџе? Да. Сама го правиш? Сама. Браво. Браво. Да. Значи домашни производи имаме. Да, и таму сама, позади сама, ова е Браво. мојата куќа. Браво. Ајде да видиме. Постојат луѓе кои низ животот минуваат по мирни патеки. Но постојат и луѓе на кои судбината како да им подготвува ново искушение секогаш кога ќе помислат дека конечно ќе здивнат. Луѓе кои секој ден се будат со нова болка, а сепак наоѓаат сила да продолжат понатаму. Една од тие луѓе е Катерина. Низината животна приказна не е само приказна за сиромаштија, загуба и неправда. Тоа е приказна за една мајка чие срце било кршено безброј пати, но никогаш не престанало да сака. Добар ден, Ката. Ни го отвори домот, ќе ни го отвориш и срцата. Дали ќе сакаш да се представиш, да ни кажеш која си ти? Зошто почнуваш да плачеш пред да почнеш да зборуваш? Уште не сме направиле муабет. Па треба малку им. Мака, јас сум Бојковска Катерина од Марино, мајка на 3 деца. Кажи ми, најпрво, ти си родена тука во оваа куќа, така? Тука живееш од кога си родена? Да, точно. Така. Одиш на училишта? Ја завршив 3-та година Добра. во Димитар Влаков за пекарка. Како и секоја млада девојка, и Катерина сонувала за дом исполнет со љубов, разбирање и среќа. Верувала дека бракот ќе и донесе сигурност и мир, но наместо топлина ја пречекале стравот, солзите и насилството. Во тие тешки моменти, единствената светлина во незиниот живот биле нејзините 2 мали деца. Токму поради нив, собрала храброст што малкумина би ја имале. Одлучила да го напушти насилството и да започне нов живот. Сама ги хранела, сама ги облекувала, сама се грижела за секоја нивна насмевка и секоја нивна солза. Но тогаш дошол денот што за секогаш го променил нејзиниот живот. Катерина отишла во училиште за да ги земе своите деца, како и многу пати претходно. Но наместо детските насмевки што ги чекала, ја дочекала вест што и го скршила срцето на 1000 парчиња. Незините деца биле земени од социјалните служби. Во еден миг останала без највредното нешто што го имала во животот. Прво си била мажена, си била во брак. Да. Колку време беше во брак? 2013 јас сум разведена. А кога се омаши? На 20 години. Во Мралино. Добро. За Дончо. Колку време беше во брак? Колку години беше во брак? Не, многу се бев со него, ама јас се разведов дека многу пиеше, се коцкаше, и одма си дојдов ке моите. Кога бев бремена, се дојдов тука и тука ги пораснав деца. Така, добро. Тука ги растеш децата. Да. И која година социјално решава да ти ги земе децата? И зошто? Па, тоа беше 2016, како татко ми почина 2016. Значи пред 10 години. Ти 10 години живееш без своите чеда? Да, Ивана и Петар. 10 години си без нив, не си ги видела од тогаш?
беа у детското село Сингелич. Таму седел во дом. Откако ги земам од школа Гоце Делчев и не знаев што се дешава. Отидов кај Петар на родителски, не знам што се дешава. Викам, кај е Петар? Јас сум загрижена мајка. Петар вика, моментално вика, не е тука, вика, моментално вика, социјалното ги зема. Како ги зема, викам, кога сум загрижен. Не знам, вика, ги зема социјалното, вика. Како навечер заспивате? Никако. Тешко. Кога знаете дека вашите дечиња се во дом и дека потоа шетаат Не спиам моментално, идам на терапија, примам терапија, за смирување ми дава лекови, тешко ми. Минувале денови, месеци и години, но љубовта кон нејзините деца никогаш не згаснала. Напротив, станувала се посилна. Не постоел ден во кој не помислила на нив. Не постоела ноќ во која не се запрашала како се, дали се здрави, дали се среќни и дали знаат колку нивната мајка ги сака. Подоцна, животот ти подарил нова можност. Запознала човек со кого решила повторно да верува во љубовта. Создала ново семејство и на свет донела уште едно дете. Но и покрај новиот почеток, во незиното срце секогаш останало едно празно место. Која година се запознаваш со твоето ново момче кое што живееш во мрачна заедница? Тоа беше кога работев во општина Илинден. Тамо се запознав со него, со пријателки, со другарки. Вика, јас сум Мите Стојановски, јас се викам Катерина, баш ми е мило. И тук од тоа се запознав. И колку време бевте заедно во врска? Па, детото ми е 11 години, 10 години. Значи, 10 години сте заедно? Да. Дали комуницираш барам со дечињата? Дали Со Петар, да, со керка ми не. Керка ми не можам да ја видам. Не ме сака, ту љубенци е мажена. И него, незина, тоа свекрва не ме сака, свекрот не ме сака, деверот не ме сака, зетот не ме сака. А со Петар се слушате на телефон? Да, се слушам. Не ја раскинавте врската? Не, никако. И додека беше во дом се слушавте со Петар? Да, со Петар некогаш се слушавме, некогаш скричам идам таму да го гледам. И се видовте на неколку пати? Да, се видов. Што вика Петар? Вика, тоа е момче голямо, така? Момче има 18 години, сака ке мене да си дојде ке татко ги не ќе вика, мама вика, ти си домакинка, вика, ти садиш све, вика. Кога има право да дојде? Сега адвокатот ми рече на 5.7, после му роден денот, ке си дојде тука. Кога ќе направи 18 години? Да. Во секое семејство постои еден столб што тивко го носи товарот на сите. Човек кој плаче кога никој не го гледа, кој страда во тишина и кој секогаш го става туѓото добро пред своето. Во семејството на Катерина, тој столб е нејзината мајка. Животот не ја штедел ниту неа. Наместо мирни старечки денови, судбината й приредила болки што ниту една мајка не би требало да ги доживее. Добар ден, баба Зинка, како си ми? Не сам Варда, добро дојдевте. Ти благодарам. Дете, што да ти кажу, ја голем муку има. Керка ми умре, паранук ми умре. Проблеми с деца, качета го колоце па, еве го сака работа да најде, нигде не може најде, одбивал го. А јас съм се до пензiju што ке правува? Дали у продавницу, дали сметке, сте вода дошло, се струја дошло, те струја дошло, мора све преко мене, пензија, колко е та пензија? А 3 душе, Ивана беше 4 душе, на едну пензiju сам била. Дете како дете нема пара, ако дадок има, ако нема, нема да има. Најпрво ја погодила загубата на својата керка, болка за која вела дека никогаш не поминува. Но трагедијата тука не завршила. Набргу потоа ја погодила уште една страшна загуба.
смртта на своето внуче. Една од најголемите болки што ги носи ова семејство е денот кога децата на Катерина биле одземени. Не плачела само мајката, плачела и бабата. Бидејќи тие деца не биле само внучиња, тие биле неизина радост, неизина смеа, неизина сила, неизина причина да продолжи понатаму. Такој ме потера дете. Ќерка помина. Што вика люди. Муж ми помина 2016, осам имал никакве руки. Ја да се расправljam со деца. Тоа е негово гајле. Деца ги зема у дом. Знам. Ту сум се ја најке разболела. А кој ги пројави, како ги прави, ништо не знам. Ја по ние сум се разболела. Нема се да ти ги зема во школу. А родител не знае. Па теше автобус да го сгази мој ќерко, ти не на родителски. И класот им кава, зашто дојде? Они не са ту дом. Како су дом? Па трчимо, не знаеме куде се, може да се напиране и што знаеш. Денес и покрај сите несреќи што ги преживеала, оваа жена се уште се бори за своето семејство. Единствените сигурни приходи во домот се нејзината скромна пензија. Од тие пари се купува храна, се плаќаат сметки и се преживува од месец во месец. На мој сиромашину. А ја пензию зимам преко мужа ми. Муж ми умре 2016 и муж ми умре. Све е преко мене. На деца да ги дадеш, оно нема. Колко е тепе? 18.000. Што се 18.000? Дали да плату продавницу, дали сметки да плату, дали на деца да пружу. Куќата не е баш во најдобри услови. Со една пензија не се останува. Мајка ми една пензија зима. Колку е пензијата на твојата? Па мајка ми ја зима 11.000, што попрво ќе зима. А колку ви е струјата тука? Некојаш 2500, некојаш 4. Какви други речиски трушоци имате, Катерина? Па вака плаќам вода, 4 сметки имам неплатени, кабелска плаќам 1200, струја плаќам, порез на мајка ми плаќам, све преко мене порез од 800 денари, све преко трошоци. У продавница сум задушена и тоа си ова, која зимам повата пензија мајка ми и давам у продавница. Жалуваме, нема што да правам. Деца на руки, 3 деца, а нема да ги даде. Ако и дадо, ја ќе ги дадено. Ако нема да ги дадо, од каде ги нади и ја? И ја немам. Дали лекој да зему, дали што викам люди. Што се носи, ништо не. Додека возрастните се борат со проблемите што им ги носи животот. Во ова семејство расте едно момче со големи соништа и уште поголемо срце. Лука е дете кое не бара многу. Не се жали на тоа што го нема, туку се радува на она малку што го има. Постои една голема љубов во неговото срце – фудбалот. Најмногу сака да застане на голот, да ги брани ударите и да се чувствува како вистински херој на надпреварот. Затоа една од неговите најголеми желби се фудбалски ракавици. Здраво, Лука. Здраво. Колку години имаш, душа? 11. Леле, колку си фраер ти. Види го колку е убав. Лука, слушнав дека одиш на фудбал. Да. Голман си, така? Да. Каде одиш? У Грозановски. И како ти е? Добра. Примаш голови или... И примам и бран. Дали мислиш дека си добар? Ја мислам дека да. Кажи ми, Лука, дали нешто ти фали? Дали имаш нешто да ми кажеш? Ништо. Не. Ништо немаш. Не, имам. Имаш се? Да. Задоволен ли си од Да. се? Да. Браво. Дали имаш копачки, Лука? Имам. Имаш? Добро, дрес? Од Грозановски треба да го платам и
Они ми го принтат, ја треба да го платам. Колку чини еден дрес, дали знаеш? Мислам дека 3 или 250, така нешто. Го немаш ти, не си го платил се уште? Не. Значи ти фали дрес? Да. Го нарача? Не. Треба да го нарачаме? Да. Добра. Друго што ти е потребно за фудбал? Ми Ракавици имаш? имам на ми скинати. Тука. И тука. Добра. И не можеш убаво да факеш што покажам? Не можам. Точни ли ти се петичињата? Малце. Малце ти се точни. Ајде уште еднаш со прстото да видиме. Малце поише. Малку ти се големки, така? Да. Од каде ти се овие патичиња? На дете ми ги даде. А на фудбал одиш со овие патичиња? Не со копачки. А копачките ти се точни или вака ти се точни? Точни ми се. Баш ти се точни. Само тука малце тука, само ова не ми е точно. Од копачките. Аха. Значи малку не ти се точни. Да, малце. Добра. А кој број носиш на патичиња? Дали знаеш? 35 или 35 четврка. Така, 35 или 34. А овој кој број ти се? Овие ми се 37 или 36. А да кажи ми какво момче е Лука? Лука е добро момче, иде на фудбал. Игра фудбал. Математика е добра, све памти. Наставничката му е добра, сите професори му се добри. Кој дали не е си? 6 делени. Но и покрај ракавиците, Лука има уште една желба. Посакува велосипед. Но зад неговата насмевка се крие една тивка тага. Лука никогаш немал вистинска роденденска прослава. Никогаш не дувнал свекички на торта, додека околу него се слуша песната «Среќен роден ден». Кажи ми ти каква желба имаш? Што ти е неостварена, што посакуваш нешто? Посакувам некој точак или нешто ко не знам што било. Точак. Немаш точак. А твоите другари имаат точак? Има. И точак и тротинет. Ја имав, ама ми се искрши. А зошто немаш нов? Па, Дали си побарал на мајката да ти купи точак? да. И? Она нема пари. Кога ти е роден ден тебе? 6 декември. 6 декември. Правиш родиндане? Не. Зошто? Па дека мама нема да не може да плати Феникс. Ако зимата не многу Сокчења? да, и она може ке нема пари. А и бараш да правиш роден ден? Или Да. да одиш? И? Да. И му кажа дека нема пари. И додека многумина во незините години би сакале мир и спокој, таа секое утро се буди со истите грижи. Како да му помогне на своето семејство, како да ја охрабри својата ќерка и како да најде сила за уште еден ден. Во домот каде што живее, дури ни креветот не нуди достоинствен одмор. Спие на стар и искршен кревет кој одамна требало да биде заменет. Но кога секој ден е борба за основните потреби, сопствената удобност станува последна грижа. Кој ќе дадваш се отпаднане. Домакина нема кој да ти помогне. Кој да ми помогне, ќе падна куќе, што да права, кај да иду? Позади цигле се гледа, напред се цигле гледа. А како спиете сега? Јас тука, Лука тука, некогаш Лука се плаши да него ќе легам, а мајка ми укоила. Ама тама има искршен кревет, не може да легне. А како спие? На тој кревет спие сепак? Да. Купателото не ми е измачкано, немам плочки, не ми е измачкано. Подрумот пуно вода. Не можам ни дрва да си купам, све поскупа и дрвата, 5800 за дрвата, не можам да постигнам. Еве ги кревети. Ама не може да легам. Тамо кој што легам скршен ми е кревет. Ајде, бабичке, да видиме каков ти е креветот, да не однесеш
па потоа се надевам дека ќе се видиме и ќе биде тука се средано. Бабичка, седни си ти вака седи, немај да стоиш, затоа што твоите ножиња те болат. Ова е креветот кај што спиеш. Овде уште повеќе те боли половината, нели? Sve je skršeno, ima telovi. Odavno še ovaj krevет. Каде? Тука под ова? Да, еве како сум месила. Ја сад да не ме бодева теловите. На неколку види мори бабе како спиеш. Како спиеш. Јас се надевам дека за брзо време ќе имаме ново кривече за бабичка. Ја запознавме Катерина, мајка која никогаш не престанала да се бори за своите деца и покрај сите удари што ги добила од животот. Ја запознавме нејзината мајка, жена која ги носи најтешките рани што може да ги понесе едно срце, загубата на својата ќерка, загубата на своето внуче и болката секојдневно да ја гледа маката на своето семејство. Го запознавме и малиот Лука, дете со големи соништа, дете кое верува во подобро утре и покрај тоа што животот не му ги подарил работите што многу деца ги имаат. Веруваме дека многумина го препознаа човечкото во оваа приказна. Ја препознаа болката, но и силата. Ја препознаа мајчината љубов, бабината пожртвуваност и детските соништа кои заслужуваат да станат реалност. Благодарение на наградата обезбедена од нашите пријатели од Flex Credit, Катерина го посети салонот на Елипсо за да избере нешто што помогне да го направи својот дом потопол и поудобен. Да видиме што ќе одбере. Здраво, добар ден. Здраво, добар ден. Повелете? Јас сум Катерина Боја. Цурова. Повелете? Имаме од Flex Credit со 15.000 Ваучер? ваучер, да. Можете слободно си погледате што сакате, одберете си па ќе направиме цена. Сега Што ви треба, треба разгледајте правосмукалка првен. Гледајте кај што сакате па ќе направиме. Гледајте си ги просмукалките. Не знам каква сакате сега. Најобична. Имате доста моделчи, имате вакво моделче ако сакате. Имате од ова. Со канистер, ова ви е со врекичка, ова ви е со канистер. Со врекичко мислам дека ми е Нема проблем. поише. Вие како сте си речете така. Како се отвара? За проверка. Ова со имате една книжна кесичка и плюс имате платнена кесичка што се може се да си менја, истресете и па да си ја вратите назад. Тоа ви е 1600 вати, Сенкоре чешки бренд, 1600 вати, значи 2 години гаранција има на неа. Значи имате четка, мала, голема, за теписи, чистење. Тоа се иде. Се, да, комплет. Ева, спакувана. Добро. Тоа. Ова. Така. Зидете си што ви треба друго. Натака има телевизори, Телевизори не ми требаат. што ви Много е, треба фала помали Богу. апарати, си на друга. Помали апаратчиња така. Миксер. Миксерите се Миксери. таму, слободно. На таа страна се миксерите. Имате повеќе модели на миксери. Сега се зависи Со сите да стандардно така. да. Со 2 перки за матење и Да. 2 за тест. Кој модел ќе вас ви се свиѓа, тоа имате вакво со чашка ако сакате, со солидна цена, значи чешки бренд, Сенкор со 2 години гаранција ви е таа. А ги има и другите чашки, така, од другите вртови. Да. Ова плюс си имате за матење тука и да си ги чувате. Може тој. Тоа може. Да. Друго што ви треба, имате тостери, имате бојлери, имате, не знам, микро. Што ви треба? Пегла. Пегла? Да. Пеглате се таму. Имате средна нека ова моделче ви е доста солидна. Од него има 2 боички, значи исто ви се Сенкор, чешки бренд, 2 години гаранција има, че имате зелено и имате на оваа боичка. Значи можете и хоризонтално и вертикално да се пегла со нив.
Да. Само ако може и тоа. Може? Каква боја сакате? Имате ова? Крем. Крема? Да. Готово. Друго разгледајте, си имате од другава страна, видете што имат. Тука имате сецковци, пекачи за леп има, ако сакате, ерфраери имате. Пекачите за колку 50 да ќе стигне во цената? Ке имате и за пекач за леп, како сакате, ке имате. Може. Да. Ова Може и моделче? тоа? Да. Пекач за леп, значи. Тоа? Останува нешто? Има, да, уште една работа може да си одберете. Си одбравте апарат за месење на леп, значи може да се направи од 750 до 900 грама лепче. Значи си имате внатре брошура и под доза си одите све што пишува, значи да, мора да се измери, да се стави внатре. Си бираш програма, зависи бело, од темно брашно каква сакате, стискате, значи на старт си почва да си меси самото го пече, да. И на крај ви дава знак дека е лепчето готово. Електрично гезве нешто. Не, може за Нескафе. За Нескафе вака? Маталката, да. Маталка? Да. Ова моделче го имаме само. Да. Може? Да. 6, 2, 8, 10, 11, 400, 14. Само секунда да ги собереме. Можете уште една работа до 1500 денари да одберете, со тоа што ќе биде и дел од нас тука. Значи, одберете си уште една работа, слободно. Можете тавче за палачинки, Тавче за имате. палачинки. Тавче за палачинки? Да. Поголемот. Ова моделче. Добро. Не знам што друго можеме да ви понудиме. Во таа сума, значи, вака да не ви треба некој бокалче. Не. Бокалче, не? Дзирнеци тостерче некој малецко. Што може некој ако се зависи која сума останува. Ајде ќе видиме, значи ќе направиме едно тостерче во вкупната сума. Да. Да ја совпаднеме со 15.000 точно. Си избравте неколку производи, сите ќе ви бидат доставени на адреса, со тоа што ќе ми оставите контакт и адреса ќе ми дадете. Кажете ми име, презиме? Катерина Пецурова. Пецурова. Да. Со Катерина Пецурова. Готово. Значи чим се среди работава, од наредната недела ќе ти бидат испорачени на домашна адреса. Во ред. Ви благодарам. Фала и на вас. Пријатно. Поздрав. Во селото Дулица, македонска каменица, во лоши и нечовечки услови за едно модерно време, живее младото семејство Ерика, Здравко и нивното двомесечно бебе Мила. Одат по вода со магаре до далечниот бунар, гладуваат и функционираат на импровизиран мебел, но најмногу стравуваат да не му се случи нешто на бебето ако качи температура, зашто до градот мора да пешачат и по неколку часа. Овдека ни е собата и бебчето ни е тука. Еве ја собата, те каква ни е собата, те ни го бебчето мало, оно спие. Ова е вашето живеалиште, Да, каде со да. маличкото девојче ги живеете. Да, со него, со тоа го живееме сега. Низините први денови, Првите- а вие, бога ми, доста Нигде, за на никаде сме ние, највише ни е тешко да можеш детето да го сместиме накаде поблиско. Зашто плачеш? Жал ми е за детето ми е жал, не сакам да како би името да е таква куќа. Абе, не бој бе се, го чуваме ние. Не сакам да крене на школа, да оде на школа, да има каде. Јас сам се тука мачила па и моје сечето да се маче, не сакам. Многу е тешко. Многу е тешко, да. Многу е за моето чедо тешко.
Нивната единствена надеж е да се преселат во недовршената куќа што ја имаат во Виница, каде би можеле да создадат побезбеден дом за детето. По емитувањето на нивната приказна, социјалните служби ги посетија и ги предупредија дека мора итно да обезбедат подобри услови за живот, во спротивно постои ризик бебето да им биде одземено. Каде има во Виница? Што имате во Виница? Има една куќичка. Чива? На татко ми е. Куќичката ми ја дава на мене, ка ми ја даде. Куќичката, ама ништо не е средена. Таа куќичка там да ни се, патот да ни се ослободи и бареме на купатило и на соба да ни среди. Повише не бараме. Струја има и вода има, ама пат немаме да си оеме, да си живееме, да сакаме. И да си стегнеме две собички купатило и ќе си одеме у Виница. Здравко деновиве не однесе до куќата која неговиот татко ја изградил пред повеќе од 50 години. Но пред да се почне со реновирање, постои уште еден голем проблем. Нема пристапен пат. Да сакаш материјал да откараш, не можеш материјал да откараш. Да сакаш дојдеш да преспиеш или нешто да однесеш у куќата да оставиш, не можеш дојдеш пак. Те од тука, те од тука натаму. 5 метри има до мојата куќа, општонародно место, што е затворено. Сам съм ја градил. Сам ја градев. Сам, со жената. Немахме деца, сам ја изградиме да дојдеме да живее. Али како затворија пато, како ни го запишија и се манаме од куќа. Ово е тешко, ту е трошко е стварено, мука имало. Те тука сам спал, тука надвор, кој сам ја градил куќата. 100 пати имаме поубав живот, гледај куќа каква се останала да пада. Сега е време институциите да ги отворат своите врати за мила, за иднината, за подобро утре на едно мало и скромно семејство. Ние ќе продолжиме да бидеме тука, каде што болката бара глас, а тишината оддек. Бидејќи секое срце заслужува дом и бидејќи хуманоста го гради животот. Благодарение на наградата обезбедена од нашите пријатели од Flex Credit, Здравко го посети салонот на Елипсо за да избере нешто што ќе му помогне да го направи својот дом потопол и поудобен. Да видиме што ќе одбере. Добар ден. Добар ден, здраво. Јас сум Здравко. Бојан сум јас, поведете. Јас сум Здравко, од Каменица. Ме поканивте за да пазарувам. Ова моделче на перална ви одговара во вашиот буџет. Да. Можете ваква перална да си земете на Кончар, 3 години имате целосна гаранција. Значи на неа хрватски бренд. Да. Значи доста солиден модел. За тоа што ако ја одберете таа перална, ќе можете да си доземете уште нешто. Може пералната? Може пералната? Да. Таа е 6 кг или 1000 вртежи. Да. Да. И многу е лесна за ракување, значи да. Све ви пишува на самата перална. Си вртите, значи кој сакате програм да го од постариот тип малку. Не е од постарите, туку баш понови модели се, ама на хрватски е напишано, така да све се разбира. Си пишуваш, значи гледај, све ти е напишано, памук, што сакаш, каква облека ќе ставиш и стискаш старт. Тоа е тоа. Значи, да, сите се снаоѓаат со тие модели. Да. Сега можеш да си одбереш уште нешто, брат, до 1500. Можеме некое тавченце, сакаш тавченце? Може тавче, ајде. Едно тавче, ајде до 1500. Сакате вакво тавче? Со капак? Со капак може. Може? Може да со капак да биде. Па таман. Значи, ќе завршиме работа со ова. Може. Готово. Може. Тоа е тоа. Тоа е тоа. За неколку дена ќе имате испорака, рековте од македонска каменица? Да, да. На наредна недела ќе ги имате апаратите, нашето комбе, шоферите ќе дојдат ќе ви ги достават производите. Добро, се слушаме. Поздрав. Фала многу и на вас. Фала многу на вас и пријатно и убаво. Ајде, чао, чао. Среќен по убавиот пазар и наградата што му е доделена од Flex Credit, Здравко продолжува кон гостилница дома. По сите предизвици низ кој поминал, заслужува миг за себе, исполнет со топлина, внимание и вкусна традиционална храна. Во пријатната атмосфера на гостилница дома, тој ќе може да се опушти, да здивне и барем накратко да ги остави грижите зад себе. Да видиме какви вкусови и изненадувања го очекуваат.
Последни 2 години стоиме истото го. Истото го стоиме, на место стоиме. Ни напред, ни назад сме. Да. Проблемот е со патот и оште не 2 години чекаме патот да ни се обезбеди за куќето Виница. Го чекаме патот 2 години го чекаме. Гранчалникот и он се надева дека ќе помогне од Виничкиот гранчалник, ќе го поздрава и он се надева дека ќе го пушти патот, дека ќе дое тендер ќе се изонади да патот да се пушти ние да се вцелим за куќата. И има пат да пробивано, има пат пробиено, а 2 тури има истурено песок докарано и водата е пуштена, струјата си тече и сега е проблемот, патот е пробиен сега, мост има направено тамука. На државно место мостот е направен и сега мостот го бранат. На државно место е направено мостот. Другото тоа е проблемот. Е мостот приватно лице си го направил мостот на државно место. И сега тука е спорот, мостот што не го дава на да минеме. Тука е само. Пуштија патот тамука преку тоа државното место, пат го направија. Брат ми дојде од Италија, он го направи патот, плати машина, се плати. Пуштија го патот. И сега преку мостот не пуштува материјали да си вносиме на куќата. Тука е најбелата сега. Кај нас. И сега детето долека годинка и 4 месеца е сега. Треба и оно да се носи у градинка, да се носи, да се воспитва, да се стабилизира со луѓе, со дечиња си игра, да си оди на школа, да се попушта детето. Јас сега не бива. Не можеме да си пројдеме у куќата. Патот да си го направиме материјали и да си седнеме. Ако немаме друг начин, ние мост ќе го правиме. Нека ни даде само одобрение. Одобрение нека ни даде за мост, ние ќе си направиме мост. Или од некаде патот да ни го пробие, дали од озгорна страна, дали од има пат пуштено. Ако не бива по тој пат, нека ни пушти пат. Не тражиме ни асфалт, не тражиме ни тампон, ништо, само да заминеме, да си одиме со трактор, да си одиме или с кола да си одиме. Тоа само тражиме. Материјали да може да се доносуваат, да. Таму каде што многумина би се откажале, тие гледаат надеж. Со љубов, истрајност и верба се обидуваат да изградат подобра иднина за својата ќерка. Дојдоа многу луѓе, многу донесоа средства доносија многу, имаме средства, се доносија и за детето и за нас, доносија средства, дојдоа и не посетваа многу луѓе посетваа, дојде од секаде луѓе не посетваа како живееме, да видат како живееме, кои се условите. Може и сега да дојдат кој сака, нека дојде слободно да види какви се ни уште и условите. Може секој да дојде да види какви се ни условите. Сега има се средства соберени и материјално не може да си го внесеме до куќата. Здраво. Поле што е? Има пиење порачано, може само за јадење. Поле што се најаде? На свинско ребре. Фала ти многу. Гранчалникот Винички прави онади документации се онади за да патот да го пушти за доке куќата се вцелиме онади нали доваѓал беше да види што кои се процедурите и се надеваме дека ќе го направи гранчалникот кој се преселам долека кај куќата да си креам некаде на работа и да си одам на работа на добар начин со луѓе да си одам на работа, не само така, а не сега куќа имаме да не можеш да одиш ни у куќата да живееш, ни на работа да одиш. На двете места не можеш да одиш. Лошо, добре, фурна, повелека на здравје. Фала. Дали ќе треба уште нешто за пиење, за јадење? Ако треба ќе порачаме пак. Вкусна е салата, многу бава, се благодарувам. Здравје. Нареден пат пак. Полете слободно. Ништо, фала многу. И така, надежта продолжува да живее. Ние, како тим на Срце на дланка, искрено се надеваме дека Здравко, Ерика и малата Мила наскоро ќе го добијат она што за многумина е нешто сосема нормално. Пристапен пат до својот дом. Затоа што домот не се само 4 ѕида. Домот е сигурност, достоинство и можност секој ден безбедно да се стигне до него. Се надеваме дека нивната приказна ќе допре до оние кои може да помогнат и дека ова семејство конечно ќе го добие патот што ќе ги води кон подобра иднина.